Образование и наука, 5G или 5G телекомуникации, брз интернет, енергетика и производство. Разговараме со доктор Борис или Борче Арсов, кој што ни е гостин ова утро, еден од најрелевантните луѓе кој што може да зборува на сите овие теми. Добро утро. Добро утро. Зборуваме прво за образованието, високото образование и науката, како до успех во образованието, особено во Македонија. Па, најпрво треба да имате собствена желба за да се да се го зголемите своето образование, своето знаење. Кога тоа ќе го имате во себе, мислам дека потоа сите патишта ви се отворени, сите можности ви се отворени. Нормално дека системот во Македонија во делот на образованието потребно е да претрпи соодветни промени, според мене. Еве се гледа дека самата структура на нашето образование треба да трпи соодветни промени. Да се направи една рамка која што повеќе ќе се децентрализира самото образование и ќе им се даде поголема слобода на високообразовните институции. Што е оно што реално недостасува? Нашите ученици, нашата земја, додека беше дел од поранешната земја, додека беше во првите години од осамостојувањето, важеше за една од земјите во Европа, па и во светот, каде што има квалитетно образование, од каде што излегуваат многу квалитетни кадри, научни, инженери, доктори и така натаму и така натаму. Меѓутоа, што е она што последните години, па и децени, може да кажеме дека недостасува, а што се покажува, односно е евидентно на тестирањата, таму каде што одат нашите ученици вон нашите граници? Видете, сите постигнувања кои што значи ние имаме постигнувања во дел на образованието, меѓутоа сите тие се индивидуални постигнувања, системски, секако дека треба да се започне од најмалите категории на нашите деца и во системот треба да бидат вклучени, по мене, и самите деца, и родителите, и наставниците, и менаџерите, и значи комплетно целата држава. Тоа е еден цел систем во кој што треба сите да бидеме вклучени во тој образовен циклус и сето тоа да се гради постепено. Нешто не може да се изгради преку ноќ. Ние имавме во тоа време, јас фатив од тој период еден дел, имавме систем кој што беше навистина еден функционален, може би застарен, меѓутоа тој систем требаше да се надоградува со содржини кои што ќе го задржи вниманието на децата да го засакаат нештото и да се пронајдат себе си. Тука требаше да бидат повеќе вклучени, треба да бидат повеќе вклучени и родителите. Родителите не треба да бидат тргнати на страна. И самите родители треба да бидат свесни дека треба да вложуваат во образованието на своите деца, не само финансиски, туку и да се вложат со свое знаење, со свое воспитување. Кај нас исто мислам дека недостасува и самиот чин на воспитување. Не е само образованието како образование, туку и на времето се велеше образование и воспитување. Воспитувањето, мислам дека е кариката која што недостасува од почетокот на самото образование на децата, па потоа повеќе треба да се насочиме кон образованието на студентите, и идните наши стручни лица кои што ќе носителите на општеството, така студентите се вели дека се столбот на едно општество. Така е. Вие сте професор на Славјански универзитет, често сте гостин во Белград, во Виена, во Грац, во Росток, во Бремен, во Њу Џерси, во Бостон, гостувате на бројни универзитети. Како тие земји ги решаваат овие моменти? Па, ете тоа баш што го говорев општо, сето тоа со едни примери и на сите тие високообразовни институции им е дадена поголема слобода. Студентите или идните студенти можат да конкурираат на повеќе универзитети,
кај нас, да речеме, тоа е ограничено само на еден универзитет, па ако не остварите соодветен резултат, одите на друг универзитет и така натаму. Тоа уписниот рок ќе ви помине. Да, и сето тоа така е, сето тоа се стресови и да речеме во Соединетите Американски држави можете да конкурирате на сите 439 универзитети се во Соединетите Американски држави, на сите 439 можете да пуштите апликација. Да, и тамо тамо се полагаат соодветни испити кои што тие испити врз база на тие испити ви прават категоризација на вашето знаење, а од друга страна за да можете да влезете на одреден универзитет, имате и други прашања кои што се од она што го зборував претходно, од делот на воспитувањето, активностите кои што ги имате вон универзитетот, односно вон училиштето во кое што сте биле претходно, да речеме дали сте се бавеле со спортски активности, драмски активности, хуманитарни активности, дали некој постојат и такви кои што учествуваат родителите учествувале во одредени мировни мисии, војни мисии, и сето тоа се гледа и се прави една ранг листа и како што може универзитетот да ви избере вас и вие можете да си го изберете универзитетот. Добро, во поразвиените земји како што е на пример Германија постои многу рана природна селекција. Образовните институции се грижат да ги насочат децата, прават евалуација и ги насочуваат од основно во средно, од средно на универзитет. Може ли тоа да се воспостави кај нас? Тоа во минатото да се возобнови практично кај нас. Тоа во минатото не беше проблем да се направи. Може секако, така наречена природна селекција да се може секако да доколку пак ќе кажам учителките, наставниците и професорите во зависност од која категорија на образование спаѓаат и заедно со родителите ќе го насочат самото дете, бидејќи детето од самиот почеток нема соодветна определба, меѓутоа неговиот талент и неговото знаење отпосле доаѓа и тоа треба да се препознае. Значи, оние лица кои што се задолжени за да му помогнат на детето да се насочи, заедно со родителите треба да го направат сето тоа. Да му го направат на детето часот, да речеме, часот да му биде интересен, низ соодветни активности да може да се детето само пронајде. Во друга насока, исто ако се сеќавате, порано имавме и соодветни, во секој предмет скоро имавме и соодветни секции, каде што уште во раните години на детето можеше да учествува во тие секции, дали се тоа музичка секција, драмска секција, спортска секција, и само ликовна секција, само од тука, и од тука, значи самото дете ќе види дека дали му тоа го влече, дали во себе го има и понатаму ќе се насочи. Доколку така се пристапи, по мене мислам дека така е и во другите држави. Знаете дека другите држави многу посветуваат внимание на овие моменти. Поготово и во спортот секако дека се посветува внимание, дури таму има и повеќе категории на спортски активности кои што децата ги и тоа во некои држави спортот е и обврска на детето да учествува во било каква спортска дејност. Па најефтината општествена инвестиција е инвестицијата во образованието. Образованието потоа враќа стократно и повеќе од тоа. Да, јас тоа сум го почувствувал на себе, сум вложувал во себе и сум сакал. Значи и треба да сака. Така значи самото водење кон процесот, вие ќе доживеете, ќе осознаете што сакате и кога ќе осознаете што сакате, продолжувате понатаму со своите образовни мисли и сите тие цели кои што сте ги ставиле пред вас ќе се остварат. Да, и му враќате на општеството, она што е вложено во вас во образовниот процес, потоа се враќа преку реални. Да, значи нешто државата, нели од почетокот државата вложува, потоа вие ќе вложувате и така тоа е еден процес кој што е заемен. Неизбежна тема се 5G или 5G телекомуникациите и брзиот интернет. Докаде е оваа ситуација во Македонија со оглед на тоа што доаѓате од таа афела? Па се работи, меѓутоа сега со сите турбуленции во кои што западнавме, сето тоа малку е
застанато. Овие неколку 5-6 години наназад тоа оди или е во место стои или многу бавно се движиме. Гледаме да го фатиме чекорот кон другите држави кои што се околу нас, меѓутоа малку оди по бавно од сето тоа, бидејќи секако тоа за да можете да го остварите ви требаат соодветни средства. Секако тука треба да се напомене дека на нас ни е потребен и трет мобилен оператор, бидејќи во моментот имаме 2 мобилни мрежни оператори, кои што реални оператори, нели, другите 4 се виртуелни оператори кои што даваат мобилни телекомуникацијски услуги. И тоа е за жал, бидејќи Македонија е една од ретките со 2 мобилни оператори. Една Малта, да речеме, има 3 мобилни оператори и многу помали држави од Македонија имаат по 3 мобилни оператори. Зошто го велам ова? Затоа што со повеќе оператори се намалува цената на услугите во делот. Ние сакаме да кажеме дека цената на услугите кај нас е ниска и дека имаме доста стабилен, многу стабилен интернет за разлика од другите земји. Ова што е за широка употреба, зборуваме за Германија, Австрија, се споредуваме со Франција, со Италија, со Шпанија. Нашите граѓани сакаат да кажат дека искуствата таму и тука не се баш исти, дека тука конекциите се подобри за масовна употреба за интернет. Па зависи каде се наоѓате. Значи концентрацијата на овие техничко-технолошки развојни активности на сите оператори се сконцентрирани во градот Скопје. Да излезете малку по широко низ Македонија, ќе приметите дека постојат доста... Од прва рака потврдувам. Да, постојат доста простори во Македонија и места каде што не е... Значи, особено на повисоките места. Така е. Планинските села и така. Сето тоа мислам дека може да се реши многу просто и едноставно. Затоа имаме и стручен кадар и само малку повеќе средства треба да се одвојат во делот на овие активности. Знаете како ние секогаш овие теми ги заобиколуваме некако, се нешто друго е приоритетно. Мислам дека прочитав во одредена програма сега малку да почнеме значи во една програма на политичка партија дека има доста активности во оваа сфера и во делот на телекомуникациите и во делот на другите технички развојни активности во Македонија. Ке финишираме со 2 прашања. Првото е што повеќе G, тоа поштетно по здравјето. Тоа е некоја формулација која што е широко употребувана. 5G било штетно по здравјето, 6G и така натаму. Дали се овие мрежи штетни по човекот? Па испитувањата и научните трудови досега од кога сето и антените кои што сакаме да кажеме репетиторите поставени на крововите на зградите и на куќите, дали се штетни? Па сите испитувања и истражувања, значи јас имам објавено доста трудови на таа тема и заедно со одредени колеги на сите тие универзитети кои што ги споменавте, учествував на конференции. Па можам слободно да кажам дека не е ништо од тоа толку не е штетно, значи во границите на нормалата. Можам да кажам дека самиот мобилен апарат, ако го цело време држите на своето уво, е поштетен од колку антена која што ќе имате на вашиот кров. Се што е прекумерно. Да, меѓутоа што е страшното што би рекле и граѓаните што се плашат е тоа што антената изгледа малце визуелно по-голема, а мобилниот телефон е мал, па велите, тоа не е многу штетно, а ние всушност сме многу зависни од самиот мобилен апарат и дури некој може да кажам дека и до перница го чуваат апаратот, а истиот е поштетен, ако така зборуваме, отколку самата антена која што ги емитува тие сигнали за да можете вие да комуницирате и да испраќате соодветни податоци од едно место до друго. Уште една тема која што е ваша област, со тоа ќе завршиме, со оглед на тоа што колегата Оливер Бранковиќ не чека од Белград, како Македонија и дали може да биде независна во однос на електричната енергија? Па
Секако дека може, затоа велам, значи нашите капацитети треба да се користат максимално и како човечки ресурси и како она што со кое што во моментот поседуваме, а исто така треба и да се градат и да се размислува да се гради и да се вложува во ново. Меѓутоа, ние самите треба тоа да го правиме, не друг да ни го гради и да ни го прави. За се треба прво да се направи одредена стратегија и научно-истражувачка активност која што би можела да донесе соодветни резултати. Значи имате стратегија која што е краткорочна, среднорочна, долгорочна и сите тие стратегии да соодветно се имплементираат во делот на енергетските капацитети. Секако дека може Македонија и има капацитети да изгради своји објекти кои што ќе произведуваат електрична енергија. Еве е започнато со соодветни изградби на фотонапонски електрични централи. Истото може да се направи и со друг вид на централи кои што би биле со поголеми капацитети и ќе ги задоволат нашите потреби и потребите на граѓаните а исто тоа и ќе се намали цената секако на електричната енергија. Ќе бидеме независни, ќе бидеме своји. Така е. Доктор Борис Арсов, гостин во Македонија на утро, енергетика и производство на електрична енергија. Ова е тема која што е широка, која што оставаме за следна прилика за ваше гостување, исто како и темата дигитализација на институциите и придобивките од воведувањето на нови IT и телекомуникацијски технологии. Во контекст на ова, како велат србите сами, како го изградивме Џердап, како ги изградивме другите централи. Во минатото знаевме, а сега одеднаш заборавивме. Така е, значи не може да се заборави, мора да се работи и да се искористат сите можности со кои што располага Македонија.